О богомудри првоапостоли, вие свети и непогрешливи водечи и раководители наши, ве молиме и ве преколнуваме. Водете ни и раководете ни низ овој свет и овој живот. Со се светата и се просветителната ваша благодат живеејќи во нас, молејќи се во нас, љубејќи во нас, постејќи во нас, мислејќи за нас, чувствувајќи во нас, делувајќи во нас, извршувајќи ги евангелиските заповеди во нас. И така нас, многу грешните, немокните и слабите, воведете не во Царството Небесно, за да можеме и овде, и таму, со сето срце, со сета душа, со сета мисла, со сета сила своја вечно да му служиме на чудесниот и чудотворен Господ и Спасител наш, Исус Христос. Кому нека и од нас, преку вас, секаква пофалба, чест и слава, сега и секогаш, во веки векови. Амин. За општина Кочани, Петров ден е ден на срадечноста, на гостопримството, на добронамерноста, ден кога Кочани ги отвора вратите и срцата за сите добронамерници. Почитувани, Ваше високо преосвештенство, митрополит Брегалнички, господин Иларион, почитувани свештослужители, почитуван градоначалнику, почитувана директорке на националната установа, почитуван пратениче и ценети гости. Добре дојдовте на Духовната академија во чест на светиот апостол Петар Петровден, патрониот празник на градот и празникот на општината. Првиот меѓу однаквите, апостолот Петар, од давнина се слави како закрилник на Кочани. Символот на љубовта и покајанието, подсетува на копнежот по божественото, на стремежот на човекот кон чистотата и добрината. Кочани го има Петровден, празникот на рамноапостолите, како потсетник за големината и вечноста, а со тоа го има денот за убав збор и убава мисла за секој посетител, богата трпеза за секој случаен и намерен гост. Во оваа прилика сега ќе го повикам митрополитот Брегалнички Иларион да одржи бесета за празникот. Почитуван градоначалник, почитуван пратеник, драги браќа и сестри, денеска е голем ден за нашата татковина, за нашата вера православна, за нашата мајка црква, за нашиот православен народ, но и за градот Кочани. Денеска Светата црква и сите ние кои што сме чеда и членови на мајката црква, ги прославуваме врховните апостоли Петар и Павле, или како народски е кажано Петровден. Овие двајца апостоли, мудри Христови ученици, благовестници и проповедници на Словото Божјо, откако ја примија благодата на Светиот Дух, заедно со останатите апостоли, добија сила за да одат по светот и да го проповедат Словото Божјо, вистината Христова, воскресението Христово, кое што е радост, надеж и утеха на целиот човечки род. Апостолот Петар, иако беше рибар, иако беше прост, но беше чист по срце, Господ Бог го повика преку неговиот брат Андреј, кој што беше првоповикан апостол, да дојде и да биде ловец на човечки души, односно да го проповеда Словото Божјо. Имајќи силна вера во себе, очекувајќи го Месијата и чувствувајќи во душата дека тој е токму ветениот Месија и Спасител на човечкиот род, светиот апостол Петар остави се, тргна по Бога, односно по Христа, за да го слави Бога и да го благовести и проповеда Словото Божјо.
Кога го примија Светиот Дух, кога се наоружаа духовно, ја примија благодата, Светиот апостол Петар на Педесетница во Ерусалим проповедаше и изборуваше за Христа и воскресението, за ветениот Месија, за искупителот и спасителот на човечкиот род. И тогаш во светиот град Ерусалим крсти 3000 луѓе кои што поверуваа на Христа и кои што се научија од науката Христова. Така и Светата Црква вели дека тој е денот, роден денот на Црквата Христова, Педесетница, односно кога Светиот Дух слезе врз апостолите, за да ја примајќи благодата Божја, ја пренесат и на луѓето и на клирот на Црквата Божја преку светите тајни. Светиот апостол Петар, проповедајќи го Словото, отиде и до Рим, каде што маченички загина во 68-та година од Нерон, кој што ги убиваше христијаните, кој што беше многобожец и незнабожец и кој што ја спречуваше Христовата црква и Христовата наука. Но самиот Господ Бог му рече на Петра: ти си Петар и на тој камен ќе изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Христос Бог го повика Петра да биде врховен апостол, давајќи му ги клучевите од Царството Небесно, иако апостолот Петар, како човек исплашен од се она што се случи со неправедното страдање на Христа, кој што го наметна евреите, а доброволно од Христа за наше спасение, 3 пати се одрече од Христа, но и се покаја горко и го прослави Бога, па затоа и го даде својот живот маченички и пострада во Рим, во Ватикан, кај што е изградена и посветена црквата на него. Неговиот култ, односно култот на апостолите, се разнесе набрзо по целата вселена, како и нивното учење, и нивното учење постана духовна храна за сите Христови чеда и за сите кои што го примија и признаа Христа за воскреснат Бог, за единствен вистински Бог. Токму и ние го примивме апостолското учење Христово, се просветивме и осветивме и се научивме да го славиме Бога. Па затоа и денеска градот Кочани ги слави и ги прославува врховните апостоли, односно светиот апостол Петар, кој што е заштитник и чувар и закрилник на овој град и на сите луѓе кои што живеат во него, но не само сега, и низ вековите, и во минатото, и во тешките и бурни времиња, кога била гонета и верата, и црквата, и кога била понизувана и уништувана државата. Но никој пат Господ не оставил, затоа што секој пат по молитвите за крилата на апостолите и светителите, под омофорот на Мајката Божја, под омофорот на светиот Климент, патронот на нашата света црква и на нашиот народ, сме биле чувани и пазани од секакви неволи, напасти, беди и искушенија. Благодарение на апостолската вера, на апостолската проповед која што ја примивме, благодарение на доброволната маченичка смрт на исповедниците на верата Христова, останавме чеда на Христа Бога, чеда на Мајката црква, останавме тоа што денеска сме православни македонци. Но не е доволно само да речеме дека сме македонци, а да не се грижиме за татковината и во одбрана на незиното име и на сите незини национални вредности. Не е доволно да речеме дека сме православни само на име и да имаме крстен лист во фиоката, дека сме крстени и сме членови на црквата, а да не учествуваме во секојдневниот активен живот на црквата. Потребно е секојдневно да бидеме во контакт со Бога преку молитвата. Потребно е кога е пост да постиме, кога е време за молитва да се молиме, да се исповедуваме и пречистуваме и соединуваме со Бога, но исто така потребно е и да ги следиме и апостолите и нивните дела, проучувајќи ги нивните посланија и преминувајќи ги во секојдневниот живот, правејќи добри дела
и славејќи го Бога и прославувајќи го Бога. Кочани и македонскиот народ се гостолюбиви луѓе. Сите луѓе ги примат со радост, посебно во источниот дел од татковината, ги нахрануваат и ги испраќат. Тоа е богоугодно и добро дело. Но нашето прославување да биде првин прославување на Бога и на светителите, храна првин на душата, преку молитвата, преку вечерната богослужба, преку светата литургија, преку литијата, преку славскиот колач за здраве и спасение на луѓето, а после тоа и преку убавата трпеза и гозба, која што ја правиме во чест на апостолот Петар, на апостолите, во чест на славата на градот Кочани, а исто така и во примање на гости и нахранување, прославување на Бога и светителите. Би сакал од ова место да ги поздравам сите луѓе во градот Кочани, да им посакам мир и благослов од Бога, мир во душите, мир во семејствата, ревностна и силна вера кон верата, чување на верата и светотечкото учење и апостолското, чување на националните вредности, сплотеност и единство, помирување и сплотување, и би замолил како надлежен архиереј да престанат омразите и осудите помеѓу нашиот народ, да престанат партиските поделби, затоа што сите сме чеда на мајката црква, сите сме чеда на нашата татковина, сите сме ние еден народ, чеда на Христа воскреснатиот, сите сме ние следбеници на апостолското учење. И навистина, ако ја исполниме оваа заповед, како што Господ Бог им вели на апостолите, љубете се и сакајте се, и по тоа ќе ве познат дека сте мои ученици, и ако светот ве мрази вас, знајте дека мене ме замрази уште пред вас, но да бевте од овој свет, светот ќе ве љубеше, но бидејќи не сте од овој свет, затоа и светот ве мрази. Но Бог ни вети, кога се вознесуваше на небото, дека ќе биде со нас до свршетокот на светот. Истото тоа го вети и Мајката Божја, а подкрепени со силата на Светиот Дух, ние секој пат со Христа победуваме и се ослободуваме од сите непријатели и од секакво зло околу нас. Најсилно оружје ќе биде нашата сплотеност, нашето единство. Најсилно оружје ќе биде ако ние се сакаме и го славиме Бога преку љубовта наша, бидејќи Бог е љубов и од љубов дојде во светот да не спаси. Нека е честит и вечен празникот на градот Кочани и на сите луѓе кои што ги слават и прославуваат светите апостоли. Честита и вечна слава. Му благодариме на митрополитот Иларион. Во првиот дел од програмата ќе ги проследиме настапите на машкиот хор Хармосини од Скопје и црковниот хор при Лесновскиот манастир со заеднички настап со црковниот хор при црковниот храм на Свети Климент и Света Петка од Штип. Меѓу настапите ќе се читаат извадоци посветени на светите апостоли Петар и Павле. Апостолом первопрестолници и селения учителие,
О преславни апостоли, Петар и Павле, вие целиот евангелиски пат од земјата до небото, не задржувајки се сте го поминале, бидејќи на него не можеше да ве запре, ниту да ве принуди од него да скршнете. Никаква неволја, никаква мака, никаква тага, никакво патење, никакво страдање, никакво гонење, никаква закана, никаква опасност, никаков страв, никаков меч, никакво мачење, никаква смрт. Помогнете ни и нам, грешниците, тој свет пат, без препреки да го поминеме и да влеземе во Царското небесно. Заради Господа Христа, вие се сте оставили, но затоа Него сте го добили. Него, единствениот Бог на небото и земјата, а со Него и сите Негови богатства, вечната Божја вистина, вечната Божја правда, вечната Божја љубов, вечниот божествен живот. Поделете ни и нам, грешните, по некоја трошка од Неговата Божја вистина, од Неговата Божја правда, од Неговата Божја љубов, од Неговиот божествен живот. Па и од нас, безобзирните, да побегне секоја лага, секоја неправда, секоја омраза, секоја злоба, секоја пакост и секоја гордост, како и алчност, секој грев, секој јад, секоја завист, секоја лукавост, секоја страст, секој зло, секој грев, секоја смрт, секој ѓавол и секој пекол. И по смртта твоја, богосносен Петар, ти се покажа немолчалив проповедник, бидејќи од мисловното небо, како таинствен гром, ти на разни начини ги подсетуваш христијаните на нивниот позив. А ние, знаејќи за љубовта твоја, која никогаш не престанува, и молитвата која кај престолот Божји постојано за нас ја твориш. За нов архангел, гласник на тајната од векови сокриена, те избра Господ, апостоле Павле. Кога ги праша учениците своји, а вие што велите, кој сум јас? Тогаш ти, од небесниот Отец просветуван, ја објави вистинската основа на верата наша, говорејќи му на Господа: ти си Христос, Син на живиот Бог. Заради тоа и ние, почитувајќи те, што надежта на нашето спасение, отворено си ја исповедал. Апостоле Петар, ти се покажа како необично и тешко разберливо чудо за оние кои умуваат на земјата, бидејќи Господ ти избра тебе, незнаен и ништожен во очите на светот, и ти мудри посрами, царства победи, многу и многу помрачени кон вистинската светлост приведе, и се досега, како огнен столб, ги осветлуваш сите земнородни, покажувајќи им го сигурниот пат во блаженото отчество. Заради тоа, восхитувајќи и се на богатата благодат во тебе. Неиспитливото пространство на спасението во Христа и огромната сила на покајанието се покажа во тебе, Петре, кога по предскажувањето 3 пати се одрекна од Господа. Не го познавам тој човек. Кога се колнеше и преколнуваше во дворот на свештеничкиот поглавар, но веднаш потоа, спомнувајќи се за Исусовите зборови, потрча надвор и горко плачеше. А ние, со умиление гледајќи на овој пресветол пример на скрушеност кој ни е подарен за поука и изобиличува на скаменетите наши срца, му пееме на Господа. Со светлоста на неискажаната радост и со божествената љубов беше осветлен ти, богокрасен Петар, кога Господ во поскреснувањето свое ти се јави тебе пред останатите апостоли. И после тоа, паќавувајќи се, Господарот на животот те праша 3 пати: Симоне Јонин, ме сакаш ли? А ти, од огнот на божествената љубов, распламтен, топло одговараше: Господи, ти знаеш дека те сакам. О, преславни благовестници Петар и Павле, молејќи се за нас, слушнете ги воздишките на нашите срца, бидејќи молитвата на праведните може многу пред Бога. Побрзајте и сега да не подсетите на небесниот позив и на христијанскиот крај на нашиот живот.
Привлечете не кон убавината на евангелиската вистина, заврзете не со јаримот на Христовата љубов. Та сите, одрекувајќи се од беззаконијата и светските желби, да влеземе во радоста на нашиот Господ, пеејќи му со ангелите и со соборот на светиите. Rastočacija obraz Jego i da bježat od lica Jego, nenavidjaš ti Jego. Paska svjaštena ja nam dnes pokazasja, Paska nova svjataja, Paska tajinstvena ja, Paska se česnaja,
Paska dveri rajskija nam odverzaju štaja, Paska всех посвящаю штая верни. Яко исчезает дым да исчезну, яко тает восак от лица огня, придите от видения жени благовестницы, и Сион урците, прими от нас радости благовещения, воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме. Царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща. Tako da pogignut grešnici od lica Božja, a pravednici da vozveseljacija. Mironosnici ženi utru globoku predstavšaho grobu živodavca. Obretoša angela na kameni i sedjašta, i toj proveštastvim sice glagolaše, što iščete živago s mrtvimi, što plačete netlena govotli, šeće propovijedite učenikom Njegov. Sejde Njegože sotvori Gospod, возрадуем ся и возвеселим ся Бог. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная нам восия, Пасха радостью друг друга обиме. О, Пасха избавление скорби, Ivo iz groba dnes, jako od čertoga vosija Hristos, ženi radosti ispolni glagolja,
избрани проповедници на невиното јагне, за нас заклано Христос Бог, преславни апостоли Петар и Павле. Вие со своето богопознавање сиот свет го осветливте и со благодатни води обилно го напоивте. И сега со љубов погледајте на оние кои сесрно го почитуваат вашиот спомен. Исполнете не со духот на премудроста, а срцата наши во верата утврдете ги, па не престана благодарност да ви вознесуваме. Апостоле Петар, Господ, кога те здогледа на Галилејското море, каде заедно со твојот брат Андреј фрлавте мрежи во морето, ви рече: појдете со мене и ќе ве направам ловци на луѓе. И вие во тој час ги оставивте мрежите и по него тргнавте. Затоа убавино на Вселенската црква со своето молитвено завземање направи да бидеме брзи на вршење на Божиите заповеди, а спори на гревот, да со детска злоба да ја достигнеме сета во растот големина на човечката совршеност. Имајќи смела љубов кон Господа, ти апостоле Петар си тргнал по разбрнуваните води како по суво. Но иако исплашен од сомнеш си почнал да потонуваш, сепак не си потонал во морската шир, бидејќи кон Спасителот си испружил раце и очи, молејќи му се од длабочината на срцето: Господи, спаси ме. И во тој час си добил подадена рака на помош од Христа, Спасителот наш. Така и ние во оваа земна долина, од опасности заплашувани и од бранови на страст потопувани, вперуваме очи во Тебе, кој мудро кон тивкото пристаниште не водиш. Бура на лути искушенија подигна во старо време исконскиот човекоубиец, сакајќи црквата Божија да ја уништи и учениците на Спасителот да ги расфрла како пченица. Но Господ се молеше за тебе, Петре, твојата вера да не престане. И така, од Спасителот просветуван и од него во немоќната закрепнуван, ти навистина ја скрши велицата на ѓаволот и обраќајќи се, ги утврди браќата своји. Гледајќи ја гората Тавор, славата на единородниот од Отца, облечен во светлост како сооблека, а кој заради нас посака да се облече во облека на подсмев, ти, Петар, гледајќи ја на неискажаната слава на оние избавени преку крвта на невиното јагне Христос, зборуваше: Господи, добро ни е да бидеме овде, а заради тоа и ние, далечните народи, лишени од светлозрачната чистота, иако недостојни, но од Твојот апостолски глас повикани кон бесмртно наследство, чисто, несвенливо, чувано на небесата како заедничари на славата која ќе се појави. Петар беше обичен рибар, прост и неук, кој својот леп го заработуваше на брегот на Тиверијадското езеро, а Павле, за разлика од него, беше учен човек, кој јудејскиот закон и обичаи ги изучуваше кај прочуените еврејски рабини. Но Господ двајцата ги повика на една величествена мисија. Ова е уште еден доказ за вистинитоста на Христовите зборови, дека Господ не гледа на лице кој е кој, туку гледа во нашите срца. А нивните срца било потребно правилно да бидат насочени, па на таков начин тие двајца да го дадат својот максимум и да го искористат талентот даден од Бога. Истото се случува и со секој од нас. Господ по разни патишта и на разни начини го повикува секој од нас кон покаяние и спасение. Целта со која биле повикани Петар и Павле и со која сме повикани сите ние е една: да одиме по Христовите стапки до крајот на нашиот живот. Амин. Благослови, душе моя, Господа, благословен си, Господи. Благослови, душе моя, Господа,
и ся внутренняя моя, имя святое Его. Blagoslovi duše moja Gospoda i ne zabivaj se pozdajanje Jego. Очищающа гостя беззакония Твоя, и целяюща гостя недуги Твоя. Izbavljajušta go od islenija život tvoj, venčajušta go tja milostiju i ščedrotami. Исполняюща го во благи желание Твое, обновися яко орля юность Твоя. Tvoljaj, milostini Gospod, i sudbu se obidi mi. Сказав пути своя Моисеяви, синовом Израилевим годения своя. Štedar i milostiv Gospod, dolgotrpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjevajec ja, niže Boge pražduje. Не по беззаконием нашим сотворилась нам, ниже по грехом нашим воздалась нам. Jako povisotje nebesne od zemlji, utvrdil je Gospod milost svoju, nabojaštися Jego. Велико отстоят востоci od zapad, udalile su nas беззаконija naša. Jakože štedri kod pecini, uštedri Gospod bojaštися Jego, jako toj pozna sozdanje naše, pomjanu jako persje smi. Čelovek jako trava nijego, jako cecelni tako cvjete. Jako duh projde v nebi ne bude i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od veka i do veka nabojaštися Jego. I pravda Jego na sinjeg sinom, hranjašći zavjet Jego i pomjašći zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotova prestol svoj i carstvo Jego zemlji obladaje. Blagoslovite Gospoda, si anjeli Jego, silni kreposti utvorjašti slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda, sja sili Jego, slugi Jego, tvorjašti volju Jego. Blagoslovite Gospoda, sjela Jego, na sjakom mjeste vladičestva Jego, blagoslovi duše moja Gospoda. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu,
Поучувајќи се денес од Петровото покаяние и од Павловото смирение, должни сме да се подсетиме на заедничката врска која неразделно ги спојувала двајцата апостоли. Тоа било љубовта кон Господа Спасителот. Зашто тие го проповедале Божјото Слово единствено од љубов кон луѓето, со цел да ја спасат секоја душа и да ја доведат до познавање на вистината. Свети Јован Златоуст за апостол Павле запишал: Јас не можам да најдам зборови со кои би опишал со каква љубов кон луѓето чукало срцето на овој голем апостол. Неговата љубов била поширока од океанот, посилна и посветла од најсјајниот оган. Павле ги љубел луѓето како да е нивни родител. Тој бил подготвен дури и за секого да постане се, само за да го спаси од вечните маки. Колку голема е оваа љубов. Токму таквата апостолска љубов и таквото срце во кое немало лицемерие биле главни виновници што Павле достигнал недостижлива височина на величие и светост. Кога и ние би имале барем ронка на таква љубов, еден кон друг, тогаш да бидеме сигурни ќе имаме вистински патоказ по кој треба да одиме. Зашто сите ние ќе бидеме сигурни едни во други, исполнети со доверба и честност. Затоа заповедта за љубовта е најголема од сите заповеди кои Господ ни ги дал. Оној кој ќе ја исполни таа заповед и кој во своето срце има љубов за секој ближен, само тој вистински го исполнил целиот Христов закон. Според древното предание на црквата, апостол Петар секоја ноќ, кога ќе го слушнал пеењето на петлите, си спомнувал за својот тежок грев, се будел, клекнувал на молитва и потоци од солзи течеле од неговите очи. А зарем ние секојдневно не се одрекуваме од Христа? Зарем не исполнувањето на Божите заповеди не значи откажување и предавство на Христа? Зарем при своето крштевање, преку устата на своите кумови, не дадовме ветување пред Господа дека ќе бидеме верни Христови слуги? Колку пати во својот живот, застанувајќи пред светата чаша, за да се соединиме со Христа, сме ветиле дека повеќе нема да грешиме и тоа свое ветување сме го згазиле под нозе. И токму во тие моменти треба да се сетиме на Петровото покаяние, на неговите солзи и тие да не бидат образец за нашето покаяние пред Господа. Зашто подобар пример за вистинска духовна преродба и започнување на нов живот, речи си да немаме. Петров ден Кочани го празнува и како народен празник, со народни обичаи, оро, песна и лав муабет. Неизворната традиција, која е во тесна врска со духот на народот, во продолжение ќе не потсети музичкиот состав Портал од Штип, преку исполнување на етно и духовни композиции од неговиот репертоар.
Ова беше се за вечерва. Ви благодариме на присуството. За многу години Петров ден. Нека светите апостоли Петар и Павле не го просветлуваат патот. Довидување.